Тема на која што се фокусираме и правиме посериозна анализа заедно и со колегите од дописните центри. Фокусот го ставаме на колективното стамбено домување, тема која што ги засега сите оние кои живеат во стамбени згради. Дел од станарите велат дека мака мачат со некој од управителите. Од друга страна, спротивно на законот, голем број на стамбени згради немаат никаков облик на управување. Сите овие прашања ги поставуваме на председателот на Регулаторната комисија за домување, господин Зоран Маџовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро на вас, добро утро на гледачите на вашата емисија на Македонската телевизија. Пред да ги вклучиме колегите од дописните центри, со вас ќе продискутираме за неколку прашања кои што се поврзани директно со функционирањето на стамбените сервиси. Податоците велат, господине Маџовски, дека изминативе 2,5 години на 10 управители им биле одземени лиценците за работа. Што значи тоа? Колку сервиси во моментов имаат, на колку им се одземени? Добро, значи Регулаторна комисија за домување во овој момент има регистрирано вкупно со важечки лиценци 70 управители, а во овој меѓу период од 2,5 години се по разни основи престанала важноста, значи повторум престанала важноста на 16 управители, од кои некои не ја продолжиле лиценцата по нивни познати причини, некои едноставно им ја одземена затоа што не ги почитувале законските одредби или по основ на предлог на инспекторот за домување или по основ на тоа што не ги исполнувале условите за поседување на лиценца согласно законот за домување. Значи, вкупно 16 се одземени, а 70 управители имаат лиценца за домување. Контролата на работата на стамбените сервиси ја прават инспекторите. Така. Неколку пати ни гостувавте во Македонија наутро изминативе години и секогаш ни кажувате дека имаме на ниво на држава минимален број на инспектори, постојат општини каде истите и ги нема. Так. Иако имаме подобрување на темата изминатиот период, некои општини добија инспектори, каде ги има новите инспектори, а кои општини од друга страна имаат најмал број? Значи, 21 година вкупно имаше 10 инспектори за домување во општините, согласно законот за домување, кои го вршат надзорот за законитост, за спроведување на законитост на законот за домување. Во овој момент тоа беше значително, минимална бројка во однос на потребата во целата држава, поготово урбаните центри во големите градови, кај што е неопходно и кај што е да има инспектори за домување, затоа што колективното домување е претежно во големите градови, градот Скопје и по големите градови кои се од прилика 30-тина. Во овој момент, во овој период од 2,5 години, Регулаторната комисија направи една кампања која се уште трае, ги посети сите поголеми урбани центри и укажа на важноста и значењето на колективното домување и законот за домување и важноста на општината и на градоначалниците во оваа тематика. На тој начин ние направивме едно кажување со кое им кажавме дека значењето на контролата е многу битно, не само за да може да се спроведува законот и да биде квалитетно управувањето во општините, односно во колективното домување. Затоа од тие 10 во меѓувреме се зголеми бројката на 16 инспектори. Значи се зголеми бројката, например во Кисела вода има 2 нови инспектори. Во Чаир има 1 инспектор, во Штип има исто така инспектори, потоа и во други сега не можам сите да ги кажам, но меѓувреме по разни основи, по основ на пензионирање, некои инспектори им престана важноста на функционирање. И она што треба да го споменеме е многу значајно, дека градоначалниците треба да пројавуваат поголем интерес за именување инспектори во општината. Тие ја имаат обврската да поставуваат инспектори. Значи, инспекторот за домување е општински инспектор. Добро. Општинскиот инспектор го именува градоначалникот. Ние тоа го укажуваме, значи
наидуваме на разбирање максимално, не можам да кажам дека не наидуваме, од некои веднаш го спроведуваат тоа како задача нивна, но некои се уште, иако ветија, не го реализираат. Например, бевме во Струга, разговаравме со градоначалникот, иако ветуваше, ништо до сега. Бевме во Тетово, разговаравме со градоначалникот, иако ветуваше, ништо од тоа. Бевме во Дебар, исто така. Бевме во... Еве, сега Битола имаше инспектор, во моментот нема инспектор затоа што се пензионира. И ќе се задржам само на овие три града кои што ги споменате, Струга, Тетово и Битола. Немаат инспектори. Вие сте регулаторно тело чија задача е давање и одземање на лиценци. Каде да се пожелат граѓаните кои имаат проблем со стамбените сервиси, еве во овие населени места? Регулаторната комисија за домување, иако нема надлежност за разрешување на проблемите, мислам, врз основа на, односно, вршење контрола на законитоста, сепак сите недоследности или забелешки или представки што ги имаат граѓаните, ние сме и порано сме кажали, сега кажуваме, да ги испраќаат до градоначалникот и до регулаторна комисија за домување. Ние, врз основа на законот за домување и врз основа на тоа што ете нема инспектори, укажуваме, ги препраќаме до општините, ги препраќаме до други тела, каде што сметаме дека конкретниот проблем може да се надмине. Во исто така, повторувам и порано сум рекол, во недостаток на инспектор, согласно законот за домување, второстепена функција, одnosno второстепено улога има комуналниот државен инспекторат. Државниот комунален инспекторат, меѓутоа, тој сепак функционира со повик на градоначалникот, на општината и на сметка на општината. Може ли да видиме заедно каква е состојбата во Битола и какви се искуствата од таму? Ја вклучуваме колешката Александра Максимовска повторна. Александра, ги слушнавме информациите од Комисијата за домување. Какви се искуствата од Битола? Задоволни ли се граѓаните од стамбените сервиси? Како им е организирано колективното домување? Што велат тие? Така е, Кристина. Законот за домување, иако е јасен дека со секој колективен стамбен објект треба да има некакво управување, постојат, како и во студиото што кажавте, два начини на управување, или да се ангажира надворешен стамбен сервис, или пак регистрирана заедница на станари, односно куќен совет, меѓутоа да биде регистриран, за тоа како се управувани зградите во кои што живеат и колку се задоволни граѓаните од услугите на надворешните стамбени сервиси, одговори побаравме од граѓаните на Битола, од битолчани. Тие најчесто се жалат на лошата хигиена, која што е видлива, но и на трошењето на нивните пари, за кои што, како што велат тие, се невидливи, односно не добиваат редовно отчет и информации за тоа каде се трошат нивните пари. Дел од граѓаните посочуваат дека месечните сметки се високи, исто така и се жалат на превисока и нереална наплата за одредени услуги кои што ги нудат стамбените сервиси. Предлагам да ја погледнеме анкетата која што направивме во текот на вчерашниот ден. Стамбен сервис. Како сте задоволни од работа? Испод нула. Испод нула. Ни се чисти, ни се бриши, ништо. Не идат за светло да сменат, не идат за сјалица обична да сменат, ништо. Испод нула. Така, барате вие... Ние бараме да помини се до јуни месец да смениме агенцијата. 2 години сме должни да плаќаме. И си плаќаме за џабе. Не ги извршуваат? Никако, ништо. Клучово загина, па бараат клуч, па звонат, па она. Не знам. Дали редовно ви информираат за потрошените средства што се од резерви? Немаме доси инвестиции. Немаме динар потрошено за одврата, ни сјалица, ни ништо, а не знам колку ни се салдото што треба за 2 години, колку пари ни се собрани за да имаме во фондо. Ќе видиме што ќе биде. Хигиеничарки доаѓаат, чистат во влезот? Видат, ама онде бришни таму, ништо. На нула. И секој ден различни. Друго една да се земи да работат, да си најдруго да... Дали сметате дека подобро функционирало порано кога куќните совети работеле во зградите? Јас бев 7 години председател. Немаше нешто да фали. Чистачка си има си чиста. Ама ни нареди од општина да мора да имаме фонд или да имаме благајни, книговодител, 2 фискални,
Сега овие немат ни поминато и плюс кога изгоре стерицата му се јавивме и за тие од тие плафонки вика 500 денари ќе кошта една плафонка овде 230 денари до 500, ами ние толку ги набавуваме били. Чекаве, а работната рака не се плаќа бидејќи плаќаме во фондот. И ниту дојде, ниту виде, и примитивно клаваме обични фасонки и секој си клава пред собата обична фасонка да свети. Според вас, дали редовно се одржува хигиена, промена на сијалици, сите оние обврски што ги има стамбениот сервис, дали ги извршува и дали редовно ви информира за тоа? Секојаш може малце подобро. Јас колку што гледам задоволен сум. Сега некои од комшите велат дека секојаш може малце подобро да е хигиената и Стамбен управител. Како сте задоволни од работата? Негативно се однесува. Мислам со нас си презема мерки онака како што мисли тој. Не знам дали навистина некојаш кога реновира нешто има 51 мислам од станарите подпишани или не. Едноставно се има земено во своја рака. Сте задоволни од услугите на стамбениот сервис? Сега за сега добро. Цените што ги рскат, тоа нече. Иначе сега за моја близка кажувам, забелешка нема. Имат компанија која е најверојатно гледам некои жени чистат. Да. Колку сте задоволни од нивната работа? Задоволни сме. Зградата, значи нема проблем никаков, свети. Добро е, се работи. Стамбен сервис, да. Сте задоволни од услугите? Не сме задоволни. Зошто? Значи, уопште, што знам, не знам како. Не сме задоволни уопште. Од хигиената? Од хигиена, од лифто, расипане 2-3 години скоро. Значи, тие се задолжени за тоа. Не му рековме да се откажеме, не ќе си зема пари човекот по 700 денари, не е будало да се откаже. Значи, ние сами ќе си чистиме. Сами денес чистам јас, утре комшивката моја, други ден таа е на приземје, на 6 спрат, нема врска. Не ќе. И не можеме да дојдеме ние до него како газда, не е тука, на пат, е овде, онде. Не ги слуша вашите проблеми? Не, уопште. А чистачката ќе дојде како мачката со опашката. Така е, Кристина. Тоа се размислувањата на дел од граѓаните кои што успеавме да ги анкетираме. Во врска со законот за домување, кој што знаеме дека постои околу 15 на години, кој што во текот на годините претрпи доста измени, според податоците кои што ги имаме ние од нашата општина, можеме да кажеме дека тој во целост не се почитува. Односно, од последното пребројување во 2022 година на територија на општина Битола регистрирани се 1220 колективни стамбени објекти. Од нив активни договори со надворешен стамбен сервис имаат само 617, што покажува дека речиси половина од стамбените објекти во Битола имаат или регистрирана заедница на станари, или пак уште одат по оној стариот начин на функционирање на куќен совет. Граѓаните посочуваат дека можеби овој проблем би се решил доколку има поголем број на регистрирани стамбени управители и кога конкурентноста би се зголемила, услугите би биле поквалитетни. Студио. Благодарам, Александра, за информациите. Ни дадува вовед за неколку прашања. Господине Маџовски, од 1220 стамбени згради, 617 имаат договори за управување. Дали измените во законот за домување би ги решиле овие проблеми? Значи, согласно законот за домување, постојат две форми на управување на колективното домување. Или заедница на собственици, заедница на станари, или лиценциран управител, тоа е било кое правно лице кое ќе земе лиценца за управување со колективните стамбени згради. Законот исклучиво предвидува дека ова е единствениот начин на управување на колективното домување. Не постои друга форма, така наречен куќен совет. Доколку наидат на било какви правни проблеми, а имаат куќен совет, тие не можат да се повикуваат на закон за домување. И не може нити инспектор за домување да реагира, ниту пак регулаторна комисија да реагира. Но, оваа бројка, што е 50%, дури во одредени градови е многу помала. Значи, има и 30% од колективни згради кои
од вкупната бројка кои се управувани од управители или заедница на станари. Значи, многу е помала бројката у однос на она што треба да биде реално. Не случајно ве прашав за измените на законот. Генерално законот кој што го имаме во моментов, има известни пропусти кои што велите би се регулирале со измените. И сега за измените зборуваме изминативе година и половина. Има ли некаква нова информација на темата? Законот за домување, тоа го потенцираме постојано, има недостатоци, како и секој закон. Абсолютно, после 10-12 години треба да се смени. 15 години веќе поминуваат. Регулаторната комисија за домување пристапи кон измени и дополнувања, направи измени и дополнувања, ги достави до Министерството за транспорт, кое е надлежно за иницирање, односно доставување до влада и до собрание. Министерството формира работна група, министерот, работната група си ја заврши работата, министерот, потенцирам, министерот, минатата година, значи, вети дека до мај, минатата година, 23-та година, законот ќе биде пуштен во владина процедура. Тогаш ни гостува. Од мај, од тогаш до денеска, законот се јавува во Министерството, ние како регулаторна комисија, е се уште во работна форма и се уште го работат правните служби во Министерството. Морам да кажам дека и ние како иницијатори на измените на овој закон, бидејќи наидуваме на вакви проблеми, како регулаторна комисија, граѓаните наидуваат на вакви проблеми, притискаме, вршиме постојано укажување дека овој закон е нужна потреба што час поскоро да се пушти во собраниска процедура за да можат овие измени да се донесат. Вчера разговарав, побарав да го видиме, да ги видиме, пазете сега, да ги видиме тие после изработката на работната верзија, да ја видиме таа работна верзија, да видиме она што сме го предложили и што ја предложила работната група, дали е се вградено. Кај министерот не можеме да ви достави. Значи, тоа е една од причините што бараме регулаторната комисија да си ги преземе активностите, барем правилниците кои се носат и кои се во надлежност на Министерството да преидат во надлежност на регулаторна комисија за домување. Пред да видиме какво е искуството од Прилеп, сосема накусо само. Кога ве прашав вчера, кога се договаравме за разговорот дали цела држава е покриена со стамбени сервиси, ми одговоривте дека не мора во секој град да ги има, бидејќи и во Скопје да се имаат надлежност на цела територија на државата. Каде најдобро функционираат, каде граѓаните имаат најголеми проблеми? Согласно законот за домување, кога ќе добие едно правно лице лиценца за управување со колективно домување, таа лиценца важи за територијата на целата држава. Што значи дека ако добил лиценца фирма од Скопје, таа може да управува во Охрид, може да управува во Гевгелија, во Струмица, во Битола, секаде. Ако добила фирма битолска, таа може исто така во Скопје. Но од каде има најмногу? Најмногу лиценци има во Скопје, нормално. Меѓутоа и најмногу потреба има во Скопје и најмногу проблеми има во Скопје. Бидејќи сепак Скопје е центар и најмногу колективни згради има во Скопје. Мака мачати прилепчани, бидејќи немаат инспектор за домување, тоа ни го потврдија информациите на колешката Елизабета Митрска во текот на вчерашниот ден. Бети, добро утро по втор пат. Прилепчани имаат многу што да кажат на тема домување. Добро утро по втор пат, Кристина. Да, прилепчани имаат многу што да кажат на темата колективното домување. Како е организирано правата и обврските во секоја зграда, колективното домување, дали си оттоваре на куќните совети или се ангажираат фирми да помогнат во оние простори кои се заеднички да се решаваат проблемите. Има многу што да се кажува. Единствено во меѓувреме што дознавме од општината дека и ни потврдија нема во Прилеп инспектор за колективно домување. Единствено општината што има надлежност да издава градежни дозволи, а сета обврска е на куќните совети во зградите кои ние направивме анкета и кога ја правевме анкетата, само да кажавме, дознавме дека има управител за општините, еден управител за општините во овој регион. Сите очекуваат измени во законот за колективно домување, а анкетата ја направивме и случајно затекнавме и еден претседател на куќен совет, па тоа има и сликовито што да каже. Некои се сеќаваат на поранешните времиња кога по
заеднички, посплотено се живеело и се имало договор за разбирање. Всушност, анкетата се ке каже, а ние само може да раскажуваме. Да ја погледнеме и да ја слушнеме анкетата. Што се случува со колективното домување? Што се однесува до врските. Крајно, совесно и дисциплинирано се однесуваме. Што се однесува до одржувањето на зградата, катастрофа. Зошто? Зошто? Например, некни, да не... Гулап еден бега пред соколот и се бапна во прозорец и влезе во влезот. И јас како најмал тука го зедов тој прозорец, го поправив, требаше да дадат по 150, по 200 денари. Ако ги добивте вие, и јас ги добив тие пари. Нема, крајно некоректно. Какво е разбирањето, ве председател, на куќниот совет сте, кога станува збор дека нешто треба колективно да се направи? Тешко. Прво, не можеме пари да собериме за струјата во влезот. Овој не платил 2 месеци, оној 3 месеци, ќе платиме ние. Сега кој нема платено, не знаеме. Има ли фирма која се грижи за одржување? Се грижи ли? Толку сме ние коректни да немаме ни фирма, ништо. Јас сум се и фирма и то многу е лошо, тешко. А зашто не прифатите сите обврски на вас? Идеше едно дете порано, се нудеше. Ми се чини од полицајци. Не е битно. Ги собрав луѓето, реков, вака и вака е состојбата, можеме да се растретиме. Ти иди, тој ќе си ја брка работата, ние ќе му платим. А тоа сака да се богати. Зградата ни е да пукниш од маки, тоа е шаренило. Ќе земи комшијата цревото одгоре, додолу лом прави. Вратите не ги искаше и ово, ама тоа е. А кој се грижи за одржувањето, за чистењето? Никој. Немаме. Во првиот влез има некоја жена, многу фина. Ајде бе ми вели да и чиста ми кајва со оно. И велам на комшивката, да не ја поменувам, вака и вака. Ако ти треба, стави си. Инспектор за домување? За да се решаваат некои проблеми? Потребен е? Потребен е. И то многу, преку потребен. Ако ништо повеќе да знаеме кај да појдеме, кому да се пожалиме или нешто слично. Живеев пред 15 години, 20 години во стан и бевме многу задоволни, затоа што имаше разбирање, имавме заеднички дружења, заеднички разбирања, а за жал сега, после нас, слушам дека не е така исто. А какво е колективното домување? И колективното домување тогаш беше на ниво, беше за пофалба, за одржување и за сите тие работи, а сега не се задоволни воопшто. Зошто според вас? Не знам, веројатно помладата генерација не се толку многу флексибилни, комуникативни. Постојат правила, меѓутоа и тие правила не се придржуваат младите на тие правила. За жал не знам дали се иселени, па дадени под кирија, да речам, изнајмувани становите или се работи за нешто што не се познаваат едноставно младите сега. Во Прилеп има шаренило што се однесува до колективното домување, ви анкетата и конкретни примери укажа, само да кажеме во дел од зградите имаат регулирано со фирма која се грижи за одржувањето, но сепак како што истакна и нашиот соговорник во анкетата, неопходен е инспектор за колективно домување на кој ќе му се истакнат одредените проблеми и секако споменуваат дека се преку потребни и измените во законот. Во секој случај, убаво е кога се живее заедно, но, како велат, договор куќа гради, односно стан. Токму така бити, ако го има договорот, ќе се живее и убаво, а по искуствава на граѓаниве, веројатно отсуствува и тој. Благодарам за информациите.
Видовме во двете анкети и од Бител и од Прилеп дека имаме голем број на стамбени згради кои што немаат организирано колективно домување. Законот вели дека треба да го имаат. Како сега да ги поттикнеме оние кои што немаат организирано да го направат истото, имајќи ги предвид искуствата на граѓаните кои се незадоволни од соработката? Еве, слушнавме дека има различни мислења, некои се задоволни, некои не се задоволни. Прво, значи, колективното домување е, согласно законот, се управува со два начини на управување, како што рековме. Граѓаните, односно собствениците на посебните делови, одлучуваат кој ќе им биде управител или заедница на собственици ќе имат и тие одлучуваат дали ќе продолжи или ќе го разрешат. Значи, не може никој да биде виновен. Тие се договарат со 50 плюс 1%, значи мнозинство на гласови, кој ќе им биде од управителите што ги имаат, или ако нема управител, да си формира заедници на станари како правно лице. Сега, доколку не се задоволни, повторно со подписи, со собствениците на становите, со имотни листови, валидни подписи, докажуваат и викаат, ние не сме задоволни од вас како управител и ја раскинуваме договорот, ќе формираме заедница на станари или пак ќе избереме нов управител. Тоа е основното правило и се е во рацете на собственикот на станот. Не може некој да му наметнува. Ајде да видиме дали има договор во Куманово. Ни остана уште Куманово, колешката Елена не очекува на линк. Функционираат ли добро кумановчани во своите колективни стамбени згради, Елена? Па не, Кристина, и тие имаат проблеми. Чисти површини пред стамбените објекти, чисти влезови, уредени зелени површини е она што сите го посакуваат, меѓутоа состојбата често не е таква. Може да се види и зад мене дека површините се неуредени, запуштени, обраснати со висока трева. На дел од локациите, особено во летните периоди, се случува и појава на глувци и влекачи. Топката ја префрлуваат сите. Станарите со домаќинско однесување, управителите со незаинтересираност. Комуналното предпријатие Чистота и зеленило пак тврди дека не е задолжено за чистење на просторот пред самите згради. Тие, иако не е во програмата, на сопствена иницијатива, но и на барање на станарите, особено на локалитетот на Октомвриска револуција, интервенираа неколку пати. Во делот акциите со нив се уклучија и делот. Самите станари, имаше и присуство на всушност во акцијата се приклучија и осуденици од затворот Кшање и навистина самата состојба на тие површини беше ставена во ред, меѓутоа по краток период повторно состојбата е иста. Кумановци вината ја гледаат кај сите. Можеме да ја погледнеме анкетата. Има терени кои слабо се одржаваат, а голема површина има. Требава малку да се активирате. Треба да заличи на нешто да се чисти. Да заличи, да. Тоа од нас зависи тоа. Ако одржаваме, ќе ја користиме. Имаме ли совест како граѓани, еве, доколку сме во стамбена зграда, да се вклучиме во некои акции, да го уредиме, пред се тоа е наше место, наше двориште, како да кажем? Има некои иницијативи, ама и така, пола. Некој се за, некој не овако, не онака и не може се договорат. За било што. Едностако се скрши таму улазни врата, па не може да го среди. Кој се одржава многу ги убаво пред зградо, а кој не, познава се кад не се одржава. Многу е убаво. И самите граѓани ми не водимо ред. Сви, целокупно. Треба како не све. Треба само. Треба да има некој кој ќе команда, кој ќе наредуе. Ти ќе чистиш, ти сви. Ајде, чистка. Све е на фигуру. Само е на папирче ставено и толку е. Нема ништо, никој свој обавезно не го дира, све некој друг е дужан да ни заврши на нас, ами не.
Да, тоа беше дел од мислењата на граѓаните од Куманово, инаку од комуналното предпријатие Чистота и зеленило во неколку наврати ги повикаа и стамбените домари, доколку тие не се во можност да ангажираат компанија која што би се грижела за уредувањето на ваквите површини, да склучат договор со нив за некоја минимална цена, бидејќи тоа не е во рамки на нивната програма. Меѓутоа и од таму велат дека решение, ниту пак одговор за сега немаат. Можеме да ја погледнеме и изјавата на директорот. Повторно кој што се провлекува со години е делот околу колективните згради за домување, каде што не е расчистена докрај надлежноста што е она што треба самите стамбени управители да се грижат, што е она што треба јавното предпријатие да се грижи. Значи граѓаните плаќаат на стамбените управители за грижење во зградите, меѓутоа и делот кој што представува приватна собственост на самите станари, делот околу зградите. Ние во неколку наврати ги имаме повикано и јавно, но и преку приватни контакти самите управители на тие згради да постигнеме некој договор, да се случи некој договор и да се уреди начинот како ќе се грижиме за тие зелени површини. Дали самите стамбени управители ќе плаќат на јавното предпријатие одреден износ, кој што јавното предпријатие ќе има обврска за тој износ да се грижи за тие зелени површини, или пак имаат можност и самите стамбени управители да ангажираат своји луѓе и тие да се грижат за тие зелени површини, останатиот дел да го превземе за одржување јавното предпријатие. Ова работа останува се уште нерасчистена. Да, тоа беше изјавата на директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило, инаку тие годинава токму за програмата за чистење и уредување на зелените површини имаат на располагање 35 милиони денари. Тука ќе се опфатат и локациите на кои што претходно се вршеа акции, меѓу кои зелените појаси на Октомвриска револуција, новите кружни текови, улицата 11 октомври и Бајрам Шабани. Меѓутоа прашањето со уредувањето пред стамбените единици се уште останува без решение. Кристина? Благодарам. Елена, за да ја заокружиме темава, во една реченица, кој има обврска, кој е надлежен да ги чисти зелениве површини? Согласно законот, прецизно е прецизирано кој што има надлежност за јавно и за приватниот зелен простор под зграда. Тие површини што се под зграда, собственост на станарите, знаеме дека порано становите беа само собственост, па требаше да се трансформира земјиштето, некои го нема трансформирано. Тие што го има трансформирано, тоа земјиште што е собственост на зградата, надлежност е на управителот или заедница на станарите. Останатиот простор, кој не е собственост на станарите или на зградата, е јавен простор и е надлежност на општината. Бројни проблеми со стамбените сервиси. Стамбените управителите ќе кажат дека имаат проблеми и со неплаќачите од друга страна. Како да ги натераме станарите да плаќаат? Има проблеми и едните и другите. Меѓутоа, факт е ние да бидеме самокритични како граѓани, да кажеме и колку ги плаќаме своите обврски. Точно е дека не се плаќаат редовно обврските и тука постои можност да се наплаќа, што не е многу популарна, како и во секоја сметка што се плаќа. Прва опомена, втора опомена. Значи, здавање на нотар, извршител, и тоа е начинот што не е популарен, затоа апелирам да си ги плаќаат редовно сметките. Морам да кажам и ова, дека регулаторна комисија за домување спомнаа дека имаат проблем со собирање пари. Во законот за домување има предвидено правилник за резервен фонд. Резервниот фонд беше многу мал. Регулаторна комисија за домување изготви нов правилник за резервен фонд, го достави до Министерството за транспорт и чекаме истиот тој да биде усвоен за понатамошна примена. Ќе чекаме, па ќе дискутираме. Благодарам за гостувањето во Македонија на утре.